Врнежите од дожд во изминатите неколку дена се добредојдени за земјоделското производство, посебно пред сеидбата на оризот во регионот, поради фактот што дојде до навлажнување на земјиштето, па полесно ќе биде полнењето на нивите, велат од водостопанската подружница Брегалница во Кочани. Сепак, тоа битно не влијаело врз подобрувањето на хидролошката состојба и на покачувањето на нивото на браната Калиманци, што ќе треба да значи подобар капацитет на хидросистемот. Мора да кажеме дека ова вода е многу малку, односно дури незначителна во однос на нашата акумулација. Ако дотокот минатава недела беше нешто околу 2 кубика, денес е околу 2,9, што значи дека во овој период од годината е многу слаб. Воопшто не се ни мрдна котата на бранава. Состојбата е повеќе од загрижувачка. Ние се надевавме дека ќе биде лоша, се спремавме, ова излегува дека е уште полошо тоа што предвидувавме. Гоцев вели дека продолжува поставувањето на бентовите за зафаќање на проточните води од реките, кои се на најниско можно ниво за овој период од годината. Токму поради тоа, бавно и тешко оди поплавувањето на земјоделските површини, што се предвидени да се сеат со ориз. Во меѓувреме, редовно се одржуваат состаноци со земјоделците заради договарање како понатаму да се реализира планот за наводнување. Од самите разговори свативме дека и самите земјоделци веќе ја знаат ситуацијата. Веќе свесни сме сите дека сме во една лоша ситуација. И еве да се надеваме дека наредниве 3 дена, мада со оглед на тоа дека ги следиме нели на интернет порталиве повеќе од 25 литри, мислам дека нема да има повеќе вода на овој регион, и тоа е многу малце, па би требало со добра волја да видиме околу 1-2 мај да очекуваме некои наредни дождови. Како и да е, во скоро време, значи до 1 мај сигурно нема да биде пуштена водата од акумулацијата, од системот, некаде очекуваме според нашиве пресметки после 1 мај да истакнеме соопштенија дека ќе пуштаме вода. На состанокот во водостопанската подружница Брегалница дојдоа представници на земјоделците и на нивните здруженија, кои се согласија од хидролошката состојба во регионот е загрижувачка. Со максимална координација помеѓу водостопанското предпријатие и земјоделците, дека сепак ќе се успее да се ова наводнителна сезона да се заврши успешно. Веруваме дека и овие дождови колку толку ќе допринесат во ублажување на сушите, односно ќе се намали, да речеме, 1-2 полевања со оглед на тоа дека е зголемена влажноста, и верувам дека и Бог ќе ни биде наклонет во иднина дека ќе има соодветни дождови, нели, врнежи и така натаму, и дека наводнителната сезона ќе се заврши во оптимален рок. Површини има, ако вака биде, што знам, ако врне има површини што нема да ги биде за ниједна култура. И луѓето се оставени во една неизвестност. Ни пролетна, значи ни ориз, ако се одбијат, ни пролетнина не може ништо да се сее. Тоа е гарант. Ја не знам да ќе опусна работа. Бог нека ни помогне, нема што друго да кажем. Од водостопанската подружница Брегалница рекоа дека координацијата и состаноците со земјоделците ќе продолжат и во наредните денови, при што од нив ќе бараат навремено засејување на оризот и максимално искористување на расположивите количини вода што се зафаќаат од реките. Пуштањето на водата од акумулацијата Калиманци, што се најавува за после правомајското празнување, ќе важи и за левиот и за десниот магистрален канал, а за што ќе има и дополнителни информации.